Тој е млад режисер кој што зад себе има веќе повеќе од 10 кратки филмови, страствен филмофил. Трилерот е негов омилен жанр. Стои зад камерата, односно се потпишува на режијата на редакција на истражувачката репортерска лабораторија, проект кој што во последните неколку години навистина донесе има големо значење во македонското општество воопшто. Наш гостин во Умен подкаст во оваа епизода е Трифун Ситниковски. Добре ни дојде. И ти благодарам што после снимање епизода си наш гостин и одвои време. Фала ви на покана. Трифун, обично не ги знаеме луѓето кои што стојат зад камерите, кои што ги смислуваат работите. Ти влезе во една приказна која што е многу сериозна и многу важна и многу значена. Затоа така и го почнав разговорот. ИРЛ со своите документарни филмови на теми кои што се особено важни за нашето општество, навистина предизвика огромно внимание и влијание кај нас во последниве неколку години. Сепак си млад режисер, реков имаш многу кратки филмови, уште пред да се запишеш на академија, значи ти буквално и аматерски си се занимавал со филмот. Како ти влезе во оваа приказна да бидеш режисер на редакција? Со ИРЛ имавме еден интересна колаборација на еден проект кој што се викаше Урбани атентатори, кој што збореше за бетонизацијата на Тафталиџа. Во тој период им требаше монтажер кој што ќе дојде ќе го склупи видеото и јас бидејќи се знаев со дел од новинарите кои што работат во ИРЛ ме улетав едноставно онака во последен момент немаше кој, некако влегов да што треба да се направи. Да го завршиме едноставно проектот и беше преинтересно искуство. Прво поради тоа што ја до тогаш немав никаква поврзаност со истражувачки новинари. Мислам, не знаев, може многу глупо и неуко ќе звучи од мене, не знаев дека постоја таков тип на истражувачки новинари као што се ИРЛ, кој што малте не знаеш, осем на филмови вака што ги гледаме, нели, и си замислуваме дека тоа е со кафеавите големи мантили и со тефтерчињата одат истражуваат и сето тоа. И наеднаш доаѓам во допир со новинари кои што се апсолутно сериозни околу ова, го прават тоа на многу поинтересен начин, дури што филмовите може да ни покажат. И прво тоа беше огромен шок. И ја имав намерно побарав да го работам видеото не во нивната монтажна соба која што им беше стана, него во главната канцеларија, за чисто да гледам се што се случува и онака зимав инспирација од тоа цело време. Кога излезе можноста за да се работи проектот редакција, кога ме побара да соработувам и на тоа, од емисија која што првично зборувавме да биде емисија во форматот на тоа видео Урбани атентатори кој што го работевме тогаш, ја пробав некако да протнам таа идеја на што ако направиме да биде таков документарец у стилот на оние true crime документарци што ги гледаме на Netflix и на HBO. И тука почна. Како изреагираа на твојата идеја новинарите? Полека онака беше таков еден момент као кога на куќе која треба му дадеш лек па околу со путерот кикирики ставаш за као прво почнав ако е документарец, што не го прифатија тоа, тоа интересно звучи, можеме, и почнавме да работиме идејата, па кои ќе бидат, бидејќи сега во било која документаристична форма мора да има некој протагонист. Так. И па кои ќе бидат протагонисти, кои ќе бидат ликовите кои што ќе ги следиме и наеднаш поради тоа што не сите приказни свативме кои што ги работирала може да имаат класични протагонисти, односно онака у наводници би рекол жртви кои што се на одреден криминал. Так. Или нешто. Наједноставниот начин кој што можеше да се вклопи во целиот тој формат беше да ги следиме новинарите, кое што за мене беше преинтересно. А за нив? Кога дојде тој момент, да, спомнам јас,
Јас мислам, и тоа почна од новинарите ќе бидете еден мал дел, малце ќе се појави една камера, па ќе бидете еден подзаплет на целата работа и наеднаш влегов во тоа, окей, вие ќе бидете главните ликови во приказната. И тука беше еден огромен зид на кој што најдов, мислам одма ми се спротивставија како не, тоа дефинитивно не доаѓа у предвид, ние само си работиме нашата работа, ништо нема интересно околу нас, досадни сме, кој што они не мислам дека бидејќи се толку многу инволвирани во тоа што си го работа, не ја гледа фасцинацијата која што мислам нека и гледачите се уште ја имаат околу нив на како работат, кој што е многу интересно. Ама мислам дека токму тој начин и супер што си ги убедил да биде тој пристап, имаше голем ефект кај публиката, затоа што тоа прави да се гледачот да се соживее со ликот, со приказната, да биде внатре. Да, бидејќи реално мора да има она нели емоционална конекција гледачот со нешто. И сега реално барем тоа филмови го имаат докажано многу добро, дека многу полесно е да следиш одредена тема ако ја следиш преку очите на одреден лик со кој што можеш да се поврзеш, реално можеш некоја емпатија да создадеш, да се поистоветиш. Било што отколку ако е само дадена темата сама по себе без никаква да речеме емоционална подлога на неа. И реално од тој аспект кога наеднаш сите овие теми кои што ги обработува Ирала, кога се гледани од очите низ новинарите и кога гледачите може да се поврзат со таа нивна борба, мислам дека е многу полесно доаѓа она веста што треба да ја кажеме, нели откритијата кои што треба да ги кажеме и плюс тој емоционална конекција е многу моќна за да се создаде па и одреден револт за работите да се сменат. Ама и така публиката многу повеќе им верува на новинарите. Тоа е дефинитивно. Тоа беше многу голем успех. Тоа беше клучната работа поради тоа што мислам не само во Македонија, генерално во светот во периодот кога ние почнувавме редакција да ја правиме и ден денеска, се уште е онаа голема борбеност со лажните вести. Мислам тоа е со социјалните медиуми денеска реално е огромен проблем. Да, и мислам дека некако нема, барем немам видено до сега некоја паметна стратегија на како може се уште да се справиме со тој проблем. Меѓутоа поради тоа што имаше голем ефект од лажните вести и генерално имаше многу мала доверба во новинарството. Генерално, точно. Токму затоа со ова направивте многу убава потек. И најнаш јавев сутрин со тоа дека има треба да обелеме образ. Па да, има новинари кои што ја работат таа работа и ден и ноќе губат време за да ги донесат оние вистински информации до граѓаните и за да бидат информирани, за да знаат што се случува во нивната држава. Ми беше премногу благородно и бев као окей, мора да се стане на камера. Големо искуство и за тебе, реално. Дефинитивно. Ти значат ли наградите? Овој проект доби и годинава, беше прогласен од Македонскиот институт за медиуми за најиновативен проект. Минатата година добивте меѓународни награди. Ти значат ли овие признанија и дали на некој начин можеби те насочуваат како ќе продолжиш понатаму ти како режисер? Искрено ми значат поради тоа што ми значат од аспект дека кажуваат дека вреди ова што го работиме, нели не често од сториите кои што излегуваат дека може да има нели онаков масовна промена во општеството, мислам знаеме каде живееме. И знаеме комплицираните политички состојби во оваа држава, меѓутоа од аспект кога ќе фака има одредени награди кои што го вреднуваат делото и особено мене пред се многу значено за новинарите, поради тоа што стварно они се тие кои што се ставаат први на фронтот и на борбените линии и се тие кои што реално без нив мислам ја можам не знам да пробувам да ја раскажам приказната на најинтересни визуелни начини, ама ако содржината не е добра и ако они не беа толку многу вешти во нивната работа, џабе. Така што најмногу ми е мило за сепак за нив што и добиваат ваков
вакви признанија, особено нели низ разните притисоци кои што доаѓаат против нив за нели да не излегуваат овие приказни истории. Трилерот ти е умилен жанр. Да. Така? Океј, тоа е од многу одамна кажано. Така, добро. Во меѓувреме се појави Да, ја и друга. Да, не знам дали би можел да кажам дека имам умилен жанр, али знам точно од каде таа информација е излезена, така што мислам ми е битен жанр, али не знам дали би можел да кажам дека ми е умилен жанр. Колку да речеме за типот на снимање, на редакција на самиот проект е близок до твојата личност, токму да го поврзеш со, пак ќе го спомнам трилерот, со такви потешки жанрови, посериозни. Затоа што и она што можев да го видам како твои кратки филмови, сепак имаат една таква нишка на мрачност. Да. Да, тоа е точно. Мислам дека во самите стори на Ирал бидејќи SEO имаат еден силен општествен контекст и нема ништо розово. И нема ништо генерално нема ништо розово во нив. Мислам дека инхерентно доаѓа таа, да речам, мрачност и се сепак структурирани на тој бидејќи мислам пред се, освен што сакам како режисер нели да пренесеме веста и истражувањето и откритијата кои што ги прават новинарите, сакам да им биде и забавно на гледачите, од аспект на забавно, зашто оставам во наводници во онаа класична смисла на зборот entertain, сепак да не ја навредам нивната интелигенција, односно да сакам да гледаат нешто кое што нели ќе им даде и на нив одредено задоволство, емоционално окей, тука се почувствував, ова беше возбудливо, ова беше нели сите тие моменти кои што надоаѓаат од овие содржини кои што ги гледаме на Netflix, на HBO, на Hulu, на Amazon, мислам и тоа е еден од предизвиците кои што авторите денеска, независно од каде држава доаѓаат, мислам дека се справуваат поради тоа што сите сега имаат нели профили на Netflix, сите имаат дома можност да гледаат секакви содржини од стриминг платформите и веќе не се бориме за внимание помеѓу македонски содржини, македонски серии или филмови или емисии, тука се бориме со глобално сето тоа што е на пазарот. И поради тоа беме како окей, мораме да направиме нешто кое што ќе малтене колку што можеме да стигнеме блиску до тој стандард, да сепак нели да им дадеме нешто кое што окей, они ќе направат пауза од гледање Stranger Things и ќе речат окей, ајде сега ќе изгледаме една епизода од редакција. Тоа не знам дали го постигнавме, тоа не е до мене да кажам. Меѓутоа тоа беше сепак целта и од тој аспект и структурата која што ја правевме беше да биде на таа една структура во 5 чина која што имаме, малце кога се повторувам, имам зборувано и претходно вака на интервју, меѓутоа баш онаа структура која што е многу позната и во документаристика, меѓутоа и во играни филмови, во серии, во поединечни епизоди во серии. И пробувавме така да изведеме со тоа што баш нели како централниот елемент на тоа ќе бидат новинарите и мислам во тој момент кога го почнувавме ова беше експеримент за сите нас. Ја мислам дека најмногу кој што можеше да го увиди ова како потенцијален успех можеби беше Сашка Цветковска, која што бидејќи она не знам како, ама знаеше дека ова може да биде успешно. Иако во тој момент поддршката од страна на колегите новинари не беше многу голема, знам дека често беше така, ама новинарите не се актери, не треба да бидат од центарот на фокус и сето тоа. Дури имавме и консултанти од бидејќи Ирол е дел од проектот за известување против организиран криминал и корупција, кој што е голема една организација.
и имавме консултанти од таму кои што работеле на емисии за Ал Кој Джазира, потврдија дека за... ти си управ. Не, не, Не? не, беа буквално беа као дечки, ова што пробувате го направите, не верувам дека ќе ви успеа и мислам дека ќе ви биде претешко и дека да, и сите тие елементи кои што сакаме да ги направиме едноставно беа као не, одете со постандардниот формат, повеќе ќе функционира. И едноставно имавме препоставувам таа младалашка ароганција и Ти баш си бил упорен, да. Да, тоа е и она да речам игнорантност, да бидеме као не, ова ќе Право успее, да, кога и прв пат излезе за првата епизода и го видовме одзивот, беме као окей, добро, имаме нешто можеби. Кој од документарциве тебе ти причини да речеме ти беше најтешко да го снимиш? Швајцарски тајни, дефинитивно. Швајцарски тајни и не можам да ви објаснам колку го мразам тој документарец, поради тоа што мислам дека нема потешко од тоа да направиш финансиски криминал да биде интересен за мислам пробувавме на секако може начин да го изведеме тоа да биде толку опипливо за гледачите и беше претешко со офшори, со трансферот на пари, па толку беше многу збунувачки што на крај од таму излезе и тој момент да се направи окей, ајде да отидеме на најрудиментарно ниво и да ставиме монопол и на монопол да ги представуваме сите. Да. Како бидејќи немавме начин на како може да биде тоа визуелно опипливо и интересно за нив. Да, тоа беше сериозен, што за мојот колега Горијан Атанасов, кој што му беше првата редакција која што монтираше, кој што сега е гениален и сам го сметам и за коавтор на секоја редакција, тоа му беше првата и мислам дека онака му беше ватрено крштевање сериозно. Супер. Го фрливте во оган. Ептен го фрливме во оган, да. Кажи ми, на страна на ИРЛ и тој ангажман кој што ти одзема, нели, многу си посветен и ти одзема многу време. Имаш ли време сега да снимаш кратки филмови? Да, Се одржуваш ли како се одржувам, тоа што ти си го сакаш? Се одржувам со кратки филмови. Мислам, вака ја би кажал, да нема некој недоразбирање, мене редакција ми е преомилен проект. Мислам, тоа ми е онака, поради тоа што и пред да бидам режисер, имав еден период каде што сакав да бидам новинар и некако кога се случи ова да се спои Затоа си бил емпатичен спрема. Да, одма ми беше интересно од таа гледна точка и некако така можев да се живеам и јас преку нив. Али мислам и едноставно ми го даде тој простор да, нели, како уметници секогаш сакаме нешто да кажеме и да направиме некаква промена во општеството и да уметноста наша значи нешто и тоа редакција апсолутно ми го даде. И затоа сум секогаш многу благодарен и сум прегорд на тој проект. И на страна на тоа мислам ние со ИРЛ имаме и плюс проекти кои што сакаме да ги работиме и сакаме да навлеземе и во играната форма и во други телевизиски форми и се до тоа, али сега го си работам и на кратки филмови на кои што сега наскоро ќе ми излезе краток филм кој што беше поддржан од агенција за филм. Ајде да откриеме нешто за тоа. Да, Веќе е готов, така треба. Готов е, да, ќе излезе мислам дека многу скоро. Тој следно ќе те прашува дали си добил досега поддршка. Да, филмот се вика Мала шега, е инспириран од кратката приказна на Чехов. Која што од средно пробувам да ја адаптирам, ама некако не бев, препоставам, доволно зрел за да ја адаптирам на мојот помлади. Требало ИРЛ да ти се случи. Требаше ИРЛ да ми се случи за малце да ме тресне од земја за да бидам окей, добро, сега сум доволно возрастен за ова, за да можам Чехов да го обработам. Да, там едноставно ми имаше можеби првата приказна која што има прочитана од Чехов и ми остави таков еден силен впечаток и некако можев многу да се поврзам и со двата ликови во приказната и од таму така ми беше еден долг сон да ја остварам и тоа ми исто многу драго филмче кој што Кој игра во филмот? Млади актери се кои што се мислам сега можно е да завршуваат средно веќе, меѓутоа во тој период беа во средно уште на турчици, Јана Никодиновска и Марко Илевски, они се многу гениални деца, мислам, ептен.
Супер. Да. Кажи ми, што сакам да те прашам? Чекай сега ми избегам. Ова ќе осецнем. Не, зашто? Добро, ова природна е многу. Ќе се. Баш е добра. Него се ништо не се. Не. Бане, немој да не, го сецнуваш ова, ова е Ќе супер. Ќе осецнем. Ова е предобро. Ова е подкастот. Ве молам, немојте да го сецнувате ова, ве молам, ве молам. Ве молам, немојте. Предобро е. Ова е предобро. Може да го, да. Продолжи. Продолжи. Еле овој кој знаше ќе Бане, вика да продолжиш. Маре кадро. Одлично. Трифон, ти си студент на ЕСРА? Слушај, ова се. Ти си вече студент на ЕСРА. Кога веќе студираш бе? Од ова може да извадиме Ова е предобро. behind the scenes. Не, ова е подкастот. Ве молам. Ова е подкастот. Клип од ова на Инстаграм, на социјални медиуми. Да, Феноменално е. Значи, мислам дека е супер ова. Мислам дека добро го сврзавме, ова многу Да, добро. Ова да. треба Ќе да се го средим. Баш добро. Имаш соработувано на 2 филма на Елеонора Венинова. Да. Влакна и преекспонирано. Да, и на статус во неволја и на не ми се роди дека ја не си ја знам мојата историја. На статус во неволја тоа беше првиот филм кој што работев со неа, технички она ми ја даде првата шанса да работам, да речам, професионално во филмскава индустрија и поради неа и поради Илија Жоговски се Жоговски и Бранко Ристовски Бане, кој што е дел од овој прекрасен умен подкаст. Реално поради нив имав шансата да влезам во овие води малку посериозно, бидејќи кога бев средно, мислам дека бев 3-та година, они одржува една работилница која што искрено беше една од онака најдобрите школи за филм што можев да ги добиам, поради тоа што освен што беше многу добра основа за и понатаму кога влегов во академија да ги знам прилично ние правила и запишување и за пристап кон камера и монтажа и сите тие елементи имаше многу добра имаше многу добра практична основа која што работевме, кај што снимавме филмови и едноставно предобро поминавме сите. Тамара Котевска беше дел од тоа и од таму реално почна тие врски да се да речем да се негуваат, каде што продолжив јас сумата работа со Елеонора, со Бранко, Бане, така што да и имав мислам дека многу голема среќа да се погодам во тој период. Да, во право место на право време, тоа е многу интересно. Да, и Елеонора ми ја даде таа прва шанса и со неја работев, малте не јам работено на сите нејзини филмови во некој улога, дали како асистент на режија или како скрипт консултант или скриптер, имам работено, да. Освен гафер или некоја друга вака професија во правење во филмови, од тоа што можев да прочитам, те најдов како монтажер, како продуцент, кинематографер, режисер, нели секако. Уште нешто имаше. Сценарист. Да, имам поминато низ мислам, сметаш ли дека еден режисер треба да ги филмот да го разбира во мал прст и сите овие шега на страна да ги разбира вистински секој од сегментите на правењето филм? Да, многу добро прашање. Да, мислам дека тоа е многу, мислам, окей, има различни типови на режисери, има типови на режисери кои што можат многу добро да објаснат како сакаат да им изгледа кадарот без да речат окей, ми треба 50 мм објектив овдека и таков тип на светло и да видам, не знам, таа и таа така и така да ми изгледа сценографијата позади и костимот да изгледа така. Можат многу вешто да го објаснат кадарот и тимот кој што работи со нив да им го произведе тоа. Јас не сум еден од тие, не знам тоа да го правам, така што од таа причина едноставно сметав дека е битно за мене да ги поминам малтене сите сектори, барем поголемите сектори од филмот, за да можам да знам што да поварам. Мислам, за да може полесно ми биде комуникацијата со
нели да речем главите на тие сектори. Значи кога ќе отидам на директор на фотографија да знам што ми треба да му кажам или на монтажерот да знам што сакам да постигнем, бидејќи тоа што го имам од моето искуство, тоа што го имам приметено е од тоа мое можеби барање, они уште едно 10 подобри работи ќе нафрлат и едноставно ќе биде подобар производ на крај. Така што од тој аспект мислам дека е многу битно да се втора работа исто зашто мислам дека е битно е бидејќи учи на дисциплина. Едноставно ти учи на една многу битна работна навика, да знаеш како и да комуницираш со екипа, да знаеш како да не знам да ја почитуваш екипата. Кога не знам си влечел кабли и си носел кафе на сет и после стигаш да бидеш режисер, да знаеш така. Има некоја, мислам дека е битно, мислам дека е добро да луѓе ги изодат тие скарила, некако мислам дека не знам, не верувам кога некој ќе рипне одма на режисерско столче. Може hot take. Дали реално секој што се бави со филм, после неколку кратки филмови сака да снима долгометражен филм? Имаш ли ти веќе можеби некакво сценарио? Да, не ми е сценарио, имам во тритмент фаза ми, го развивам во моментов. Сега дека ми е поврзано со приказна од Ирала, мислам многу јасно, тоа е мојот живот овие неколку години. Да. Мислам и е од нивна приказна и го развивам и со нив. И многу сум возбуден за тоа. Не знам дали можам да кажам нешто подетално од тоа. Меѓутоа, да, сум во процес на развивање и се надевам дека до крајот на годината ќе имам една верзија од тоа сценарио веќе напишано. Трифон, кога би те прашал еден млад човек што сака да се занимава со филм, тежок ли е патот да се стигне до тоа, еве ти што го работиш, што би му одговорил? Не би рекол дека е тежок, ама не би рекол дека е лесен. И мислам дека е бара многу упорност и трпеливост и најмногу од се посветеност. Мислам дека мрзеливоста е нешто што не функционира во оваа не оди рака под рака. Да. И она посветеност за тоа дека нели, сите имаме некоја замисла дека ќе стигнеме до таму да ги снимаме филмовите кои што сакаме да ги снимаме и да бидат блокбастери, да зимаат оскари и сето тоа. Мислам дека тоа е се супер и е многу убаво, меѓутоа реалната слика е дека мора многу однака да има минати ноќи на работа, на пишување, на секако можен тип на искуство да се стекне, бидејќи нема ништо пострашно од кога ќе дојдеш на сет и 30-40 луѓе да ти дојдат и ти речат, окей, што правиме сега? И имаш 12 сати, во кои што во тие 12 сати можеш да снимиш многу работи. И никој не сака, мислам дека да види режисер кој што ќе биде дека, па не знам, дечки, сега што имајте слобода, ајде. Мислам дека подготвеноста која што треба еден режисер да има се доаѓа само од работа и луѓе кои што нели не пак ќе кажам кои што мисла дека ова е нешто што е гламурозно, кое што е нели со кафето и шаловите седиме на сет и викаме акција и тоа се прави, тоа е апсолутно неточно, да, е многу негламурозна индустрија кај што гротото е сме укал, испотени, гадни и пробуваме да фатиме врне и е хаос е, ама треба тоа да изгледа кога да е сончево и нели треба да го фатиме кадарот бидејќи сонцето за 5 минути ќе ни зајде и стресовите се енормни. Меѓутоа тоа е интересниот дел, меѓутоа исто така тоа што ќе го кажеме многу битно да на секаков можен начин да се работи и ќе се надоврзам на тоа што ме праша преска. Заради тоа е многу добро да се оди во повеќето сектори да се работи, бидејќи и можеш да видиш и од други режисери како работат. Ја имам многу среќа да работам како асистент и кај Леонора и имав исто така и среќа да се
да соработувам со Мозаик продукција, кој што се една од поголемите продукции кои што работат за реклами, каде што гледав режисери од странство како работат и колку се подготвени кога ќе дојдат на сет. И тоа не доаѓа од нели некоја си умисленост на ние сме режисери и сега ќе правиме Си го напишале домашното. Апсолутно. Многу работа на препродукција, она што го викаме, на подготвување на тоа. Кога стигнав јас до таму да работам со Мозаик и како режисер на реклами, ми беше еден момент на мислам имав нели требаше да се докажам дека можам тоа да го постигнам и од довербата што ми ја дадоа они од страна, мислам сегаш ќе бидам благодарен на Игор Цветковски за тоа, кој што реално тоа беше сериозна школа за мене, каде што мораш да работиш во многу онаков тесен распоред, каде што се многу локации, е многу битно да го фатиш тоа што ти треба и таму работата е најинтензивна и тоа мислам дека беше една од најдобрите исто школи за мене, за кога дојдов веќе да работам на играни филмови, знаев точно што како да разговарам со екипа. И само тоа е, само работа. Нема ништо друго. Ти си голем филмофил и навистина следиш. Се трудам. Так. Колку ги следиш македонските филмови? Се трудам и тоа да ги следам, да, колку што можам повеќе. Се трудам. Знам дека можеби е нели неблагодарно, ти си режисер, сепак твориш во оваа земја и си обкружен со сите тие твои колеги и професионалци во филмот. Меѓутоа, имаш ли автори кои што посебно ги почитуваш во тоа што го работат? Зборуваме од современата кинематографија, дали сметаш дека се развиваме на добар пат сме последните Не, апсолутно не години? почитам никој, мислам дека е ужасно. Се шегувам, се разбира. Не, мислам дека во последно време се подобри филмови правиме. Тоа не значи дека сите не се Така. добри. Меѓутоа имам македонски автори кои што мислам окей, многу пристрасно, меѓутоа Тамара Котевска дефинитивно е гениалец во тоа што го работи. Ѓорче Ставревски ми е многу интересен, изцели тоа одличен филм. Сестри многу ми се свиеше, Дина Дума е многу интересна, Марија Апчевска е многу добра, така што мислам дека има Интересен убав бран. да, може да се нарече. од помлади, мислам, некој од нив се постари од мене, меѓутоа од помладата, да речем, генерација вака има бидејќи пробуваат и така малце жанровски да играат со Да, факт е со дека до многу пред ствари. 10 години некако се врткавме околу 2-3 жанра во нашава кинематографија, како да не бевме храбри Да, да се проба и да, трилер, да. да се проба и добра црна комедија. Да, и што реално има Сигурно не е лесно да се направи. И во последно време гледам дека мислам дури и кратките филмови се многу интересни, кои што излегуваат, кои што имаат така Налепница беше одличен, сега што Да, стикер. Да, стикер одличен филм. Така што Биди има маш, дали го гледаш? Да, го гледав, Да. го гледав. Да, Ѓорче сум му фан, мислам дека е супер режисер. Да, има интересни, мислам дека има зашто да бидеме возбудени. Елеонора е мислам дека она е гениалец, мислам и незините сценарија се сегаш кога ќе добиам незиниот сценарио да читам, едноставно е момент. Она, Да, возбудата да, што да, збореше да. преска. Трифун, што ми остана да те прашам? Кога ќе направиш комедија? Не. Не сум толку многу добар у комедија. Не. Гледате, шегите ми паѓаат овде, дека сум најлоши на свет. Така што може боле да не правам комедија, може боле едноставно само си терам со Реализам, мрачните, со такви реалистичните. Тоа освен филм правиш во слободното време? Што освен филм? Слушнав дека некој хоби си имал со некој спорт. Многу сум слаб со спортови. Ова некој дава сериозни дезинформации овдека, тоа нема да го спомнам за тој спорт. Не, мислам, освен класично вежбање, бидејќи мислам дека треба си го човек малце да вежба, особено ние кои што работиме во оваа струка, кои што често ни бара само работа да бидеме пред компјутери, дали се работи за монтажи или за пишување.
можеме многу да закржлавиме во тој аспект и така што треба да се вежба, така што освен од тоа не практикувам некој кој знае какво вежбање и не знам, читање книги, тоа ми е нешто што ми е многу интересно, со тоа што во овие периоди кога многу работам, многу помалку читам и тоа ми е многу сериозна болка. Ти не достига. Да, ама еве кај да ќе излезе новата епизода на редакција и ќе има малце повеќе време за да можам да се вратам пак на читање. Знаеш, кога ги спомна книгите, дали практикуваш кога некој филм е направен според книга, да пробаш прво книгата, да ја прочиташ, па да го гледаш филмот? Дали си правиш таков ритуал, може би? Или... Не, мислам, ако ми се допаѓа многу филмот, дефинитивно земам после тоа да читам книгата, меѓутоа исклучително прво чекам филмот да го гледам, бидејќи прво ми затоа што од моето искуство тоа што ми се има случајно, ако ја имам прочитано книгата, тогаш После ти си го режираш филмот. да, едноставно кога сум така, ова не беше вака во книгата е многу подобро. Едноставно не можам да уживам во било што е на екран. Тоа ми се случи сега со Дина. Кога го излезе првиот филм, веднаш ја купив книгата, бидејќи мислев дека нема да можам да издржам да го дочекам вториот дел, сакав да знам што ќе се случи. И тргнав да читам, едноставно ја затворив и викав, окей, ова знам дека ќе ми упропасти се. И реков ќе ја почекам и еве сега откако излезе вториот дел, конечно можам да си седнам така, можеби на некоја плажа се надевам, па така да си отворам да си ја прочитам цел. Имаш ли омилени режисери? Од светскиот филм? Да, омилен ми е, мислам и тоа ми се приметува луѓе кои што ме знаат, често ме се шегуваат со мене за околу ова. Мене ми е омилен Финчер, мислам Дејвид Финчер ми е гениален, многу е внимателен во начинот на кој што режира, многу прецизен е во тоа што го гледаме на екран и на начинот на кој што мислам дека тоа што најинтересно ми околу него е каква експозиција прави визуелно. Едноставно како сите оние битни информации позадински кои што треба да ги знаеме, многу добро визуелно ги раскажува и многу прецизно. И сум сериозен фанатик за него. Тоа не значи дека сите филмови ми се свиѓаат негови, меѓутоа ми е гениален во тоа што го прави. Сидни Ламет ми е многу добар, Копола ми е многу добар. Сега вака Скорсезе е добар, да. Би рекол, вака сега на жишко случај кога сум не ми текнуваат се имиња, меѓутоа и најтипичната работа на, мислам сега ќе кажам дека Нолан е добар, да, исто. Ми се допаѓа Нолан. Не, ова е буквално е како ќе се чувствувам во моментот. Ако ме прашаш за, не знам, неколку месеци од сега може ќе ти кажам некој друг кој што ми се засвиѓал. Пред неколку недели бев во сериозен бинч на филмови на Майкл Мен, пак ги прегледував, не знам, онака. Мислам, него често го користам како инспирација за редакција, поради тоа што он често ги користи оние телеобјективи кога снима и има таков еден документаристички пристапи во неговите играни филмови. The Insider ми е еден од омилените негови филмови, мислам, гениален филм. И често го користам како инспирација на кога седнуваме со директорите на фотографија на редакција, често пред да снимаме нешто, им пуштам инсерти од филмови на Майкл Мен и така сум, ова сакам да го постигнем. Гледате како Ал Пачино го има снимано дека ова. Тоа е генерално мојот живот. Да. Ти се случило ли со некој од епизодите на редакција, например, кога ќе излезат да си кажеш како ова го решив вака, може требаше поинаку? Лошо? Цело време. Да. Цело време, да. Многу и веруваш ли дека едно дело се завршува некогаш? Не. Тоа е вечната тема. тема. Финчер има многу добро кажано за ова. Филм никогаш не се завршува, се напушта. И тоа мислам дека е дефинитивно најголемата вистина околу филмови. Мислам дека никогаш не може да се заврши, мислам дека кога ццкаш и тинтраш може до крај. Ама да, има многу моменти каде што сум бил, како може ова да го снимам или
или не знам пристап одреден кој што сум мислел дека ќе функционира да едноставно биде ужасен на камера и сум имал многу пати, ама Нема нас. да, мислам дека и тоа дури си имам научено да ги прифаќам и тие грешки како и дел од можеби тој мајндсет во кој што сме биле тогаш, во кој што сме сакале да постигнеме нешто, дури да е неуспешно, би рекол дека е, мислам пак е дел од некој изразно средство. Има причина зошто е така. Едноставно и Така што ги имам прифатено како, мислам се разбира, не верувам дека има совршено дело, не, тоа е не постои. Меѓутоа знам да бидам страшно самокритичен. Но тоа мислам дека е интересно. Мислам дека е добро. да. Добро. Исто си голем љубител на музиката Да. и разбирач на музиката, Да. како да речем. Разбирач. Па се надевам сега ако ме прашаш некој прашање ако утнам. Која ти е најна срце? Јас сум човек кој што многу слуша класичен рок, кој што го слуша рокот од нашите родители. Не баш онака од 70-80 години. Тие ми се се уште мислам на плейлиста постојано. Не сум толку многу со понова музика и тоа не е дека нешто сега дека ќе кажам као дека нема добра нова музика, него едноставно за мојот живот, тоа што мене ме прави да се чувствувам убаво или да ми, не знам, да ми даде некоја енергија, па дури инспирација за филм е често таа малку постара класична рок музика. Исто така многу сакам джез, блуз ми е преинтересно. Тие некои така елементи кои што ми се вртат на Spotify. Тие Баш е жанрови. интересно тоа, ми се случува и мене, например, немам идеја што да слушам и ќе стам 60-тите. И Да, колку тоа те враќа, не сме ни биле ние во тоа време, Така е, ама тоа така е е. многу интересен процес како се поврзуваш со одредено време. Така, со тоа што искрено има некои композиции кои што се толку многу добро испродуцирани, Да. што ја мислам се изненадувам некогаш кога ќе видам ова е од 68 година. Мислам стварно се многу добро напредни онака испродуцирани албуми што ден денеска звучат гениално и мислам дека не знам, ја би рекол дека се на исто ниво на денешна испродуцирана музика. Со сите, нели, можности технолошки технички да финти. придонеси што и финти што ги имаме, да. Така што Сметаш ли дека еден режисер треба да биде, за да биде комплетна личност, треба да разбира од повеќе уметности? Да не го ограничува својот свет само на филмот, треба да знае литература, треба да знае музика. Тоа е Да. една многу комплексна професија, реално. да, дефинитивно мислам особено ако и истиот пишува сценарија. Мислам дека кога станува збор веќе за пишување сценарија, мислам дека тука е многу добро што е можно повеќе да се расплиниме и да што е можно повеќе да восприемаме уметност од секакви типови. Мислам нели она фотографија и ликовна уметност се можеби најблиски до тоа бидејќи Да, нели визуелно. гледаме визуелно нешто што можеме да го инкорпорираме и во филмот. Меѓутоа литературата е многу битна и особено една работа за која што се каам најмногу во животот е што многу подоцна од мојот живот почнав да читам на non-fiction литература кој што има гениални работи. Мислам, онака е одредени теории за, не знам, за начинот на живење или за општеството или за одредени елементи во луѓето или во самото општество кои што ни помага да разбереме зашто сме такви какви што Така. сме. И многу добро мислам дека може да се вклопат и во филмови. Може многу добро да се вклопат во, не знам, во градење на ликови, во создавање на одредени конфликти Време во филмот, интерперсонални, јасно. да не зборам за тоа во давање на накви коментари Да. општествени или обработување на теми
кој што е многу битна работа во филмот. Така што мислам дека дефинитивно треба многу е важна. И секако и музика, мислам нели музиката помага и во создавање на ритмика, на начин на кој што раскажуваме приказната, на емоција, на сите тие елементи кои што се, мислам филмот е склоп на сите тие уметности, многу добро ги соединува. Трифон, има ли нешто што не те прашав, а сакаш да кажеш? Уф, не знам да ти кажам право, не знам. Бане, нешто имаш? Мислам дека покришне. Да, не знам колку Не кажа дека сака со параглайдер да леташ тоа е, да, Бане на тоа, на тоа ли целиш ти? Да, ете спортот на кој што сакам, подготвуваш? да. О, не сум ни блиску, едноставно ми е сон. само со желбата. Сон ми е, да. Сега тоа дали ги се Добро. случи, не знаеме. Пази што посакуваш сега, Ама тоа е. надеваме дека тоа ќе биде, да. Супер. Дека тоа ќе пуштање по стайл. со тоа, и тоа што викаш, да. Не пробам сега. Тоа ќе пробуваш сега? Ета, мој, кажи ми. Ако ти треба друштво, кажи, ќе го пробаме заедно. Зашо да не? 120 кила, јас имам 100. Нема весе. Нема врска, ќе биде забавно, да. Не знам колку, не знам дали уопште нешто паметно. Прво е многу проблем дека умен ви се вика подкастот, поради тоа што ништо умно. Се беше мислам дека умно, не кажав не се секирај. на подкастов, така што сериозен Се притисок беше ставате умно. на Поголем луѓето кои што притисок од доаѓаат Ирала, тука. не се Не, вркавај. ова е сериозен притисок. Значи јас сум позади камера во Ирала, така. не сум тој што ги зборува Тука треба да работите. Многу е пазиш што ќе полесно. кажеш. Да, ова Не, е. супер беше Трифон, стварно, Добре. јас ти благодарам многу. Што Много беше ми е. со нас, баш ни беше забавно, кажа и многу умни работи, немој да добре. се секираш. Добре. Ти посакувам уште многу филмови, многу успеси со редакција Фала ти. и да не поканиш на премиерата на твојот прв долгометражен игран филм, а Договорено. претходно и на краткиот. Договорено на краткиот Е, обавезно, ама и на долгометражниот, да, дефинитивно ќе дојат.